Соломон и тројцата лажуи со чекмеџето. Чита Александар Стадојков. Се зазборувале тројца лажуи да ја слечат една богата жена што држала некој ан. Таа жена при се што била многу богата, а пак била од најчестите жени во тој град. Секој тргавец што ќе кондисал во дезиниот ан, доколку пари што имал, се дејзе ќе му и давале да му и чува. Знаејќи ја таква богата и верна, се согласиле тројцата бездушници и зеле едно празно чекмедже, та го заклучиле со 3 клуче и да секи клуч му удариле секој свој мур, да отишле при жената во ано да поседат неколку дни. Чунќе ќе поседиме неколку дни овде, ја рекле тројцата, ти го даваме ова чекмедже да стои при тебе и кога ќе си одиме, па да ни даиш. Ама види вама, дури не дојдиме сите тројца пред тебе, никому да не го даваш, чунќи сите имаме клаено внатре по 2000 лири. Многу арно, му рекла аджиката. Со милиони лири имајте си, ваши ви се, ич од мене не бојте се. Е го дале и си ошле по работа ѓуа. Поминале 10 дни и до утро посакал едни од анџиката еден чешел за да се исчешла. Пред да му дај анџиката чешел, си отишол од пред неја, чунки го повикале тројцата другари како со аџеле. Забидувајќи до негде тројцата, се повратил истиот што ја сакаше чешел и ја го посакал чекмеџето. Ја дај ми го чекмеџето, невесто, ја рекол. Оти имаме да плаќаме стока што сме желе. Да ти го давам, пријателе, му рекла. Ама треба сите тројца да сте овде, да после, лели така ви е зборот, да не ви го давам неднега. А мене другарите мој прашај, му и покажал со рака, чунки тие стоеја и чекаа до едно место од кај што можеше да се видува и да се слуша викањето им. Да му го давам чекмеџето, му виктала со висок глас, на вашиот другар. Дај му го, му викнале и со рака му мавле. Чекмеџето, оти ни треба. Кога чула жената и видела со рака да му мавта, се уверила и му го дала чекмеџето. Си го зел и невиден беше се сторил, си отишол кај што си го имале зборот тројцата. К вечерината дошле двајцата на ан и анџиката и прашала и му рекла. Оти не дојдовте сите тројца пред мене да си го зебите чекмеџето, ами само другаро ваш го пративте да го зеби и вие викавте и со рака ми мафтавте да му го дам? Бре, ајде сојле, како се излага што му го даде? Ја рекле вџашено. Ами сега што чаре се прави? Тој треба да ја избега, брго баре го оти, ти ќе одеваш. Кога и чула тие збори анџиката, на големо чудо станала и не можела да му проговори, од што беше се уплашила. Не било шака, брат, 6000 лири биле во чекмеџето, треба да си проде и сета стока што имала и така да му плати. На час опратила луѓе да сите страни да го бараат грабачо. Отишле на суд и тамо каже. Барале, пустиле избеќарите од анџиката и судо и нигде не го нашле. До најпосле се докажало оти тој била рабија што лесно не можело да се најди. Така бидејќи, ја дале под суд двајцата и ја усудиле да плаќа 6000 лири. Немало како ќе плаќа и друго чаре нема. Одмака што е пило да аџиката излегла да се рашета помала за да ја победи тасато и дошла до едни деца кај што играле со ашици. Застадала да гледа и да слуша како играат и како се караат. На едно од децата му и утисале сите ашици и ја се молило на анџиката да ја дајте едно мангарче за да си купи ашици. Исте би се вредете од главата, ти ум неам на главата, не да ти давам пари. Што гај ли баш, тетко, кажи ми да чујам, да видиш час што као ќе ти поможам. Море, ај, стај ми се дете од главата, ти мене не ми огреало сонце од кај што огреда, ќе ме одгрее од кај што заоѓа. Джанам, кажи ми ти мене да ќе видиш што ти ќе ти поможам, после ќе ти поможам да ќе ми даиш не мангара ми онлук. На маката згора се да смеала анџиката и му рекла, араби е при мене на ан и ми остаја до чекмедж заклучено со 3 клучеи и би рекла да не го давам никому од тројцата сама ако дојди. Тројцата ако дојдат да му го давам. Ардава ме излага и едниот би го зеде и си побегна, а пак двајцата ме дадоа под суд, да ме осудија и сега ќе би земат сете стока. Ете, тој ми е ало, синко, да можеш ти да ми поможиш и друг тешко и горко на мене. Аби тоа било нешто, бори тетко.
И рекол Соломон, оди сега ти на судо и кажи му ти чекмечето си го нашла, за да дојдат тројцата другари да му го даваш, како што бует збор. Која ја чула тие збори анџиката од Соломона, ја текнала оти со тој збор ќе се куртулиса. Го грабдала Соломона и го избактала, та си го подарила со многу пари и баш отишла да суд, та му рекла така. Слушајте судијата тој збор од анџиката и викнал двајцата лажуи и му рекол да го додеса другарот дивни што побегна, та да му се дај чекмеџето и го нашла анџиката. Кога чуја лажоите тој збор од судијата и видеа оти ќе се вата во лага, трештија при другари си и де се вратија веќе назад. Еве како се избавила една жена од мудроста на Соломона.